Корени. За нашето трајно културно наследство. Од дневникот на археологот Никола Христовски. Драги слушатели, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Корени, емисија во која ќе ве запознаеме со нашето трајно културно наследство. Денеска ќе зборуваме за еден многу стар објект кој ден денес има важна улога во културно-уметничкиот живот на градот Битола. Во денешниот времеплов ќе ве запознам со античкиот римски театар во Хераклеја, неговиот живот, неговото евентуално уништување и неговата модерна реинкарнација. Ваш водич низ времето ќе бидам јас, Никола Христовски, дипломиран археолог. Останете на фреквенцијата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола на 90,8. Хераклеја е најголемиот град и еден од најважните центри во областа Линкестида, која се простирала на јужниот дел на Пелагониската рамнина. Се смета дека местото за прв пат било населено во средината на 4. век пред нашата ера. Сепак, најголемиот процут Хераклеја го доживеала за време на римската власт, почнувајќи од 148 година пред нашата ера. Градот е сместен на падините на планината Баба, поточно на подножјето на ридот Тумбекафе, на југ од Битола и покрај реката Сивавода. Тој е еден од станиците низ кој врвела Вија Егнација, за која може да се каже дека е најважниот римски пат на Балканот, поврзувајќи ги Јадранското и Егејското крајбрежје. Поради тоа, Хераклеја Линкестис била важен стопански, општествен и културен центар во римската држава. Хераклеја во доцно-римскиот период била позната како важно епископско седиште и во историјата се сретнуваат три хераклејски епископи – Евагрий, Квинтилий и Бенигний, кои присуствувале на најпрвите христијански собори. На крајот на 5. век, односно во 472 и 479 година, Хераклеја била нападната од готите. Во наредниот век, градот забележал и навлегување на словенските племиња драговити и брсијаци. На крајот на 6. век пак, урбанистичкиот живот во Хераклеја замрел, а по неколку векови во негова близина се формирал средновековниот град Битола. Меѓу првите кои што почнале да собираат антиквитети од подрачјето на Битола се дипломатските представници од странски, главно западноевропски земји, кои биле стационирани во градот во 19. век. Со текот на времето, преку специјални потврди од султанот, ним им било дозволено да извршуваат ископувања, а откриениот материјал да го откупат. Голем број од нив просто ги изнесувале откриените наоди од локалитетите во своите земји, од кои како најголеми злоупотребувачи на ваквата археологија се јавуваат британските дипломати. Првите археолошки ископувања на локалитетот, во вистинска смисла на зборот, започнаа во 30-тите години на минатиот век. Беа откриени бедемиите, рано христијанските градби, една капија и една римска градба. Меѓутоа, во наредната деценија, покрај новооткриените движни и недвижни наоди, беше откриено и едно мало тркалезно коскено предметче.
Археолозите беа збунети. Што е тоа мало тркалце? Како се нашло тука? Зашто служело? После долги расправи и консултации, сватија дека тоа всушност е антички билет, влезница за во театар. Овој мал предмет, ова мало коскено тркалце, беше првиот материјален доказ за постоењето на театар во Хераклеја. Македонските и југословенските археолози цели 2 децении не можеа да откријат каде се наоѓа Хераклејскиот театар. При ископувањата во текот на 50-тите и 60-тите години, тие само наидуваа на дислоцирани остатоци од театарот. Мермерни блокови, некогашни седишта од театарот, беа често откривани како дел од зидовите на други објекти на локалитетот. Исто така се појавија и раскошни мермерни скали, но како праг на обична куќа од камен и кал. Во 1968 година, при ископувањето на јужните падини на Тумбекафе, археолозите повторно открија мермерни седишта и скали. Но, овој пат, тие не беа дислоцирани, туку си беа на своето место. Најпосле, долгогодишната потрага се исплати и Хераклејскиот театар конечно беше пронајден. Според археолошките наоди пронајдени во театарот и во негова близина, изградбата на ова архитектонско ремек дело може да се датира на премиот од првата во втората деценија на вториот век од нашата ера. Во тој период со Римското царство владел императорот Хадријан, кој бил познат по подигнувањето на монументални градби и по неговата обсесивна љубов кон хеленизмот. Во Македонија, па и во целата римска држава, започнал период на процвет на урбанистичката дејност, со што се појавиле услови и интереси за подигнување на трајни театарски градби. За разлика од хеленското градење на театри, кој подразбира нивно подигнување во близина на светилишта и култни места, римскиот театар бил во склоп на градскиот плански систем и се градел во централното градско подрачје како дел од урбаната средина. Хераклеја Линкестис, која, иако се наоѓаше во сфера со силни грчки влијанија како култура, традиција и јазик за време на римската окупација, представува дом на театар од римски тип. Во прилог со датирањето на изградбата, можеме да го искористиме податокот дека за време на неговите хеленофилски посети на Грција и Мала Азија, императорот Хадријан во 124 година минувал по Вија Егнација, шетајќи од Тракија до Драч. Од овој период потекнува еден мермерен постамент со почесен надпис, во кој што се набројани титулите на императорот, со што се зголемува веројатноста на неговата посета на Хераклеја, па и на самиот театар.
Театарот бил изграден според однапред одреден концепт со употреба на пропозициите кои ги запишал познатиот римски архитект Витрувиј. За негова изградба била избрана косината на ридот на јужната експозиција во близина и гледајќи кон централното градско јадро. Гледалиштето е поставено така што максимално е искористен сртот, а спротивно од него театарот имал и висока сценска зграда со простори за актерите и за гладиаторските борци. Пронајдените маски и фрагменти од маски докажуваат дека во театарот се одвивале трагедии, драми, но и други театарски представи, пантомима, ателански игри, циркузи и слично. Секако тука се одржувале и гладиаторски, па и борби меѓу луѓе и диви зверови, имајќи ги во предвид трите простори под гледалиштето кои служиле како кафези. Театарот исто така имал и заштитна мрежа и така наречена кралска ложа во централниот дел на гледалиштето. Над гледалиштето постоел и платнен покрив, за кој сведочат неколкуте дупки во мермерните блокови, кои служил за заштита на гледачите од сонце и дожд. Сценската зграда имала богато украсена северна фасада, додека пак нејзината јужна фасада имала приземје со отворени за сводени простори, во кои се претпоставува дека некојаш имало штандови и дуќанчиња или пак галерија со скулптури. Со победата на христијанството почнало и пропаѓањето на античките градби во Римската империја. Голем број од нив полека били уништувани и со текот на времето исчезнале, благодарејќи на времето, црквата, властите и, секако, обичниот човек. Некои од нив насилно биле разрушувани, а други пак служиле како депо за готов градежен материјал, кој се користел за изградба на нови и поправка на стари станбени згради, за одбранбени бедеми, за добивање на вар, изградба на патишта и слично. Дел од нив, преку соодветни преградби, функционално биле вклопувани во новите животни текови, во новите морални, филозофски и религиозни сваќања. Една од општите причини за напуштањето од употреба на голем број театри во Римската империја било решението на Константин Велики, кој во 325 година донел указ со кој ги забранил гладиаторските борби. Хераклејскиот театар пак во тој период почнал да се користи како собиралиште на црковни лица, кои во него организирале литургии, проповеди и молитви. Поради тоа почнале да се отстрануваат античките пагански елементи и украси со цел да се христијанизира театарот. Во 5-тиот век христијанската римска власт одлучила да гради нови објекти за црковната институција. На тој начин почнало градењето на хераклејските базилики, а театарот станал извор за градежни материјали во тој процес. Дел од населението се побунило за ваквото уништување на театарот, сакајќи да ја зачува ова раскошна градба за некоја нова намена. Меѓутоа, во тој период објектот полека се уништувал и од ерозивни наноси, поради косината на ридот каде се наоѓа, а локалните власти не превземале никакви мерки за негова заштита. На тој начин и Хераклејскиот театар бил напуштен, уништен и затрупан. Во подоцнежниот период, врз затрупаното гледалиште на театарот, се јавила микростанбена целина. Ова мала населба со куќи од камен и кал се смета дека била изградена од неколкуте готи кои при нападот на Хераклеја во 479 година решиле да останат во градот. За разлика од северната половина на театарот, јужниот дел со арките пак, благодарение на својата местоположба, успел да се вклопи во ранохристијанскиот живот на централното градско подрачје.
Според археолошките пронајдоци, овие простори продолжиле да се користат како дуќанчиња или како магацини. Под нив бил пронајден и канал кој датира од првата половина на 6 век, кој служел за довод на вода од падините на Баба Планина за потребите на градот. Овој канал со вода ја снабдувал и фонтаната во тремот на големата базилика, но и градската фонтана, која била изградена во времето на Јустинијан. Денеска, благодарејќи на грижата, негувањето, чувањето, презентирањето, систематското археолошко истражување, континуираната заштита, конзервацијата и ревитализацијата на римскиот театар, ние можеме повторно да го видиме овој раскошен антички објект. Тој денес е сведок на едно дамнешно бурно време, но истиот е и символ на културата и на нејзиниот развој на овие простори. Хераклејскиот театар е незаменлив споменик на нашето културно наследство и како таков треба и понатаму да биде заштитен, достапен, презентиран и валоризиран. Почитувани, во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ја следевте емисијата Корени за нашето трајно културно наследство, во кое денеска проговоривме малку повеќе за Хераклејскиот театар. Емисијата ја подготви и низ неа ве водеше Никола Христовски, дипломиран археолог, тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска.